Македонската православна црква, почитувано семејство Проески, почитувани членови на владата на Република Македонија, почитувани членови на парламентот, почитуван градоначалник на Крушево, господине Дамчевски, почитуван председател на управниот одбор на ЕВА на Македонија, холдинг, господине Офнер, останати представници на ЕВА на Македонија, Ваши екселенции, почитуван амбасадор на Република Австрија во Република Македонија, драги граѓани на Крушево и почитувачи на ликот и делото на Тоше Проески. Мило ми е што повторно сме заедно. За еден релативно курс временски период повторно сме собрани и повторно мотивот е прекрасен, возвишен, богороден и силен. Стоиме пред овој Божи храм, манастирот Свето Преображение, кој меѓу останатото и персонификација на еден голем човек, на еден голем македонец, на еден голем верник, на еден голем талент, на еден човек кој прерано замина. Ова е едно од оние места кои силно не поврзуваат со нашиот Тоше. Токму тука, тој ги онаоѓаше својот мир, а тие негови зборови останаа да одекнуваат долго после неговото заминување и се чини дека ќе останат да одекнуваат вечно, се додека овој манастир постои. Неговата доизградба, обезбедувањето на пристапност до манастирот и неговото осветвување ги чувствуваме како должност, но и како еден од неговите најголеми аманати, кои со драго срце помогнавме во изминатиот период да се реализираат. Денеска, по само неколку недели, откако Евана ги отпочна активностите за пуштање на електрична енергија кон манастирот, имаме можност да присуствуваме на прекрасен настан. Денешниот ден има голема символика. По изградбата на манастирот и патот до него, денес конечно можеме да кажеме дека манастирот ја добива и својата светлина. А светлината, таа е символ на животот, символ на вечноста. Осветлувајќи го манастирот Свето Преображение, даваме дополнителна живост на уште еден спомен кој силно не врзува за Тоше Проески, спомен кој ќе остане вечно да говори за него и за неговиот дух. Се сеќавам како на неколку недели пред неговото загинување тој беше во мојата канцеларија и заедно со неговата менаџерка разговаравме за повеќе работи и на крајот тој побара да имаме одделен состанок само ние двајцата. На тој состанок Тоше зборуваше за овој манастир. Тој рече: јас го терам тоа таму. Ми треба ти да ми помогнеш да го направиме патот, другото јас ќе го избуткам. Може би ќе ми треба за осветувањето кога ќе дојде време, ама има време за тоа. Дај сега да видиме ако можеш да ми помогнеш за патот. За жал неколку недели подосна се случи она што се случи, но остана аманетот. Патот го направивме, дојде време и за осветувањето. Тој зборуваше и за крстот. Минатото лето на Свето Преображение, тука во овој манастир, кога дојдов, иако нема во план да останам, нешто ме натера да останам на манастирското гравче и заедно со Славе, зетот на Тоше од фондацијата, скроивме план како да ја завршиме работата со осветувањето и како да го почнеме и крстот. Еве го дојде осветувањето, а наскоро, како што дознав, започнува изградбата на крстот. Во меѓувреме привршува и изградбата на музеот за Тоше Проески и очигледно дека овие работи кои што беа негов аманет ќе станат и нешто што ќе стане и место на кое што години, децении и векови ќе се собираат многу луѓе за многу породи, ќе се сеќаваат на него и ќе уживаат во овие прекрасни места кои што ги нуди ова место Крушево, ова место Вршник Подолу, местото каде што е тука манастирот. И јас сум задоволен и среќен што го завршивме овој дел. Се додека тие спомени се живи,
и то ще останува да живее со нас. Дозволете на крајот да се заблагодарам на Евана Македонија за оваа донација од 300.000 евра што ја направија за да се дојде до ова осветлување. Посебно да се заблагодарам на господинот Офнер, а исто така и на членовите на управниот одбор, на господинот Игор Гиевски исто така, кој што даде исто така своји напори за да се реализира ова, на подпредседателот на владата Владимир Пешевски, кој што директно учествуваше во договарањето на овој проект, се разбира на фондацијата Тоше Проевски и семејството Проевски, кои што цело време стоја за ова, и на сите оние други, кои што помогнаа, вклучувајќи и Министерката за култура Елизавета Камчевска-Милевска, подизведувачите и сите оние кои што учествуваа во реализација на овој проект. Овој проект, ова осветлување не само што ќе помогне за животот на овој манастир, ќе помогне и за заживување на целото ова место. Тука непосредно на 850 метри од манастирот е местото Вршник, каде што Тоше Проевски ја планираше изградбата на крстот. Покрај него таму е испланирано веќе да се изгради викенд населба. Градоначалникот е при крај со донесувањето на деталниот урбанистички план за изградба на викенд населба. И ово осветлување ќе помогне и за таа викенд населба, значи местото ќе почне да живее и тоа веќе има своја историја. Тоа место што ќе почне да живее веќе има создадено своја историја. Затоа е заслужен Тоше Проевски. Нека за ново години денешниот ден. Ви благодарам. Мора да направам еден хуманитарен концерт кој ќе биде баш за тој манастир. Треба уште многу финансии. Таму струја нема. Би сакал цела Македонија да ми помогне. Да ја исполниме желбата на Тоше. Нека засвети манастирот Свето Преображение во Крушево. Now we will jointly press the button and let's hope it works. Pa sem ti za gost pokažem. Ама ajde да се intrăm într-o știe. Doar așa mățurile până smugă peron. Exact. Noi avem una mâncă.